Владата е силно посветена на македонската војска и нејзиното трансформирање во модерна и динамична армија, која ќе одговара на НАТО стандардите. Премиерот Христијан Мицкоски дециден во поддршката за војниците и старешините, во соработка со стратешкиот партнер Соединетите Американски држави и сите земји членки на најсилниот воено-политички сојуз, се овозможуваат подобри услови за вооружените сили. Македонските војници имаат мојата огромна почит и ќе се обидам како председател на владата заедно со останатите членови на владата во соработка со нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави и останатите земји членки на најголемата и најсилната во историска смисла алијанса, тоа е НАТО пактот, да возможиме што е можно подобри услови за војниците и за старешините да можат да се развиваат во една модерна, современа армија која што ќе може да одговори на предизвиците. Власта ќе продолжи да инвестира во одбранбени капацитети и во човечки ресурси. Тоа ќе значи силна армија која ќе придонесе за мир и стабилност во Македонија, регионот и целиот свет, порача министерот за одбрана Владо Мисајловски од воениот полигон Криволак. Се работи за опрема, односно систем кој со далечински управувач, кој првенствено дава заштита на персоналот, кој ракува со него да истовремено самиот систем да може да биде инкорпориран митролес, кој исто така денеска видовме како се употребува. Има можност да има и фрлач на гранати и поседува потребна огнена моќ и прецизност при сите временски услови. Како земја, членка на НАТО, мораме континуирано да вложуваме во нова современа опрема и да бидеме компатибилни со останатите земји сојузнички. Амбасадорката на САД Агелер ја потврди силната поддршка на стратешкиот партнер и НАТО алијансата. Полигонот за обука Криволак е навистина многу добар објект и како што знаете често се користи и од трупите на САД и од други сојузнички земји на НАТО кои што доаѓаат тука да вежбаат, затоа што има навистина уникатни услови кои што се потребни за вакви обуки и навистина ја цениме поддршката што ја добиваме од армијата, од Министерството за одбрана и од владата. На Криволак припадниците на армијата од лесната пешадиска борбена група реализираа вежба со боеви гаѓања, демонстрација на капацитетите и способностите.